На 10 јуни годинава дојдовме овде на Блашница, на вливот на реката Блашница во Тиквешко езеро со цел да присуствуваме на реобновувањето на споменикот на Димката Ангело-Габрот, кој се наоѓа на 1 километар од ова место. Тогаш кажавме дека местната заедница Клиново сака да го направи патот, да го направи преминот или мостот на реката Блашница, да го ревитализира споменикот, да изгради Клинската леса. Тоа се 4 работи кои се ставени во програмата за развој на овој регион, на ова село, и една по една се реализираат работите со помош на локалната самоуправа Кавадарци, со помош на соодветните фактори на ниво на држава и се разбира со само прегорна работа на сите членови на местната заедница од ова место, од Клиново. Ја гледате во кадар ево оваа работа која направи Советот на општина Кавадарци, градоначалникот Митко Јанчев. Ова е премин на реката Блашница. Сосема доволен да ја прими водата која од реката Блашница, од подкожувието, се слева овде и се влева во Тиквешкото езеро. На 10 јуни овоа место овде беше под вода. Имаше вода Тиквешкото езеро, сега е намалено нивото на езерото. Целта ни е да прикажеме колку може да се направи, да се заживее еден крај кој бил заборавен речти 60-70 години и сега одеднаш луѓето се обидуваат да го вратат сјајот на местото. Покрај тоа што рековме, во план е Советот на местната заедница од село Клиново да донесе и струја овде. Ова населба која има околу 100 куќи, 100 семејства од овој крај имаат изградено овде живеалишта, се труди со сите сили да го заживе овој крај, да ја заживе оваа природа, да посака секој да живее барем 5-6 месеци овде, по текот на годината и да се чувствува убаво. Ова се природни убавини кои не треба да се испуштат. Во наша близина е врвот Чатино, во наша близина е една стара црква, во наша близина е Клинската леса, во наша близина е споменикот на местото каде што е убиен Димката Ангело-Габрот, нестудениот народен херој на Македонија во Втората светска војна. Затоа дојдовме денеска на 26 септември со цел да доловиме како се одвива ревитализацијата на овој крај на Клиновскиот регион. Љупчо Митрев е председател на местната заедница од село Клиново. Се наоѓаме на преминот. Да. Една по една ги решавате работите. Во ова време ние сме едни од најупорните и како и секогаш упорноста се исплаќа. Во соработка со локална самоуправа, градоначалникот, советот, местната заедница, членовите на управниот одбор, она што долги години го баравме, сега сме овде, реализирано, суштини кој мал дел кој што треба да се среди, али тоа е веќе ова е преминот на река Блашница. Ќе собере ли цела вода од Блашница во езерото? Па сега гледајќи во овој дел од годината нема никаков проблем. Проблемот е во месеците март, април, посебно после зимото, кога се топо снеговите, нели, кога водостојот е поголем, но градбата е тврда. Добро. Што значи и ако дојде поголем количина на вода, се да таа може да помине одозгора. Во јуни месец имаше вода езерото. Бевме многу близко до вода. Сега е паднато нивото на езерото. Па негде водата доаѓа на некои 100 метри. Од тука. Од тука, да. Колку куќи има овој крај? Овде има околу 86. Да не речеме 90. Да, евидентирано. Овде веќе стотка.
тоа се ваши жители на Клиново или пак имаат кавадарци? Неколку луѓе имаме што се од страна. Инаку сето е- Зошто доаѓаат овде липче? Овде во минатото ова било населба и претходно. Нашите предци, нивите, бавчите им биле овде, покрај реката. Во Клиново има води, но сепак тоа се природни води кои што ги користеле за домашни потреби. Но овде реката, вировите кои што ги има Климата. покрај самата клима, амбиентот, овде е имало доста стока, домашни култури, грав, пченица, леќа, додуше имало и жито на еден дел тамо од другата страна, но претежно во летните месеци, од пролет па до касна есен, Има ли сега некој жител во Клиново? Во Клиново нема, има 3-4 куќи кои што ни стојат, добри се, очувани, и повремено преку зимата се оди таму, се посетуваат тие објекти. Патот ни е добро саниран и во тој дел, и имаме намера да го интензивираме тоа после ова, значи че имаме сега веќе премин, каде што нема да имаме проблем, и зимно време може да се оди таму, видовте каков е патот. Ние се потрудивме во годините нанасат да санираме голем дел од патот. Така да сега планираме онај дел кој што ние имаме, добра вест ќе кажам, ни одобрија околу 100.000 евра општински средства и државни, да. Добро, фино. Па ќе Патот е очекуваме. 10 на километар од Бојанчето до овде, така ли? Точната траса е 11 и 200. 11 и нещо. Да, али Добро. првично од негде мора да се почне. Добро. И тоа Ќе го градите етапно. сега ќе почнеме така. Добро. Ние се бориме да Одедеш. доколку успееме со посредство и на владата, на министерствата. Ние проектот ни е готов. Единствени сме во Кавадарци кои што од минатата година си обезбедивме средства, направивме проект и врз основа на тој проект олеснивме кон локалната самоуправа да не мора да се дадат дополнителни трошкови. И сега по основа на тој проект кој што е издржан со сите карактеристики негови, сега сето тоа резултира за да почнеме дел по дел да градиме. Со струјата што правите? Слушам дека и таму имате Очекуваме, нема да дадам конечен одговор, очекуваме оваа недела некоја информација. Неколку пати дојдоа на терен и од Евана и од регулаторна, така да позитивната работа е тоа што ќе треба да добиеме. Една средба бев на местната заедница, на жителите од Клиново, скоро сите се согласија да има да се доведе струја овде. Па Немаше да не речам, ама 8 месеци во годината тука има оно има 12 месеци, ете имам тука. Човекот постојано е тука, пензионер, со сопругата има уште еден, околу 5-6 фамилии се нонстоп тука. Си имаат стокичка, бавчички преку летото си имаат тука. Значи пат, струја, премин, Премин. останува лесата. Лесата ни е еден од новите проекти кои што ги почнавме оваа година со реализација на проектот споменик на Димка Дангал. народниот херој Димката Гаверот. Така да таа ни е незавршена работа. Се надеваме дека сега во есен проектот се спрема. Она визија која што ја имаме ќе се резултира со готов производ, па потоп. Имате ли финансиер на лесата? Финансиер сега за сега нема, али ќе Чебарат. се трудиме да Многу обезбедиме. атрактивен објект е, еве кога го гледаме во позадина. Па ако во минатото таа леса била, така да речеме, еден главен премин на реката Црна, затоа што жителите од Клиново гравитирали и овде на Блашница и од другата страна. Тоа се вика местото од лево. Добро. На голем дел во висините гори имало места каде што имале жито. Саделе жито, саделе леќа, рж. Тоа Житни култури. Да. И сега кога му кажуваме на некои гости кога ќе дојдат дека таму на таа позиција било нешто што жителите во тоа време го одржавали, го саделе, не веруваат. Со Златевски разговаравме додека доаѓавме овде со джипот, ни рече има богата туристичка понуда и атрактивност овој крај. Што би одбрале вие од таа лепеза на природни убавини? Па сега Што би го привлекло туристот ако случајно дојде овде, на овој крај? Па ние имаме тука доста убавини, посебно по текот на реката Блашница. Самиот кањон. Ова е чиста вода планинска. Да, чиста. Самиот кањон изобилува со такви прекрасни гледки, карпи. Има самото време си направило Од Чатина, пештери. ако не се лажам. Чатино, да. Од Чатино навеќе се има доста убав амбиент. Добро. Имаме доста пештери. Добро.
од левата страна од овој дел кај што сме сега, има неколку пештери кои што се надеваме сега во текот на есента ќе ги посетиме и да видиме што можеме од Каква состојба си? да, од тој дел да говориме, да обезбедиме некои документација, па просторот каков е и ред други работи. Имаме, како што видовте, имаме црква една тука, Да, навлезу. градишка, имаме црква голема во Клиново, имаме мала црква и уште многу Самата леса ќе биде атракција. Па ги враќаме оние кои што се во поодминати години, ги враќаме во едни спомени од пред Добро. 60-70 години. Со споменикот на Габрот го ревитализиравте после 30-40 години. Што ви останува уште во намерата да правите? Ако ги завршите овие работи. Па ќе правиме. Ќе правиме. Сакаме да го пред се да ги вратиме нашите жители кои што некојаш сите оние кои што потекнуваат Да. и не мора само нашите, и сите други кои што сакаат да дојдат да го видат овој дел, да сепак ова биде едно рурална, но урбана средина. Значи да имаме еден спој меѓу градското и Да ја зачувате, природата е толку убава, Да. треба да ја чувате. Сега се трудиме, правиме напори колку што можеме. Имаме доста и други ангажмани, но сепак ова ни е еден од Приоритет. приоритетите. Добар ден. Како се викате? Љупчо. Лјупчо, Именјаци Љупчо Митев. чув дека сте тука цел време. Тука, Живееш тука? тука живеам, што да правим, нема. На кој место живееш? Тука нема 200 метра. Што те влече во овој крај овде? Па што ме влече? Природата. 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 Од Клиново ли си, од овој пензија крај? сега, пензија како иде тогаш тука. Иначе, А од ова место си? тук сум, тука. Тука, Кажи ми, сам ли си овде? Со бабата. Со бабата сум. Поинтересно тие се Ами бават. сам не седе. Може да си правиш. Сам се знае како. Слушай ми, стока имаш нешто. Имам 3-4 кози, 5. Зошто ти се козите? Па, многу убава работа е да користи. Имаш За млеко? млекце, сиренце. Да. Сам си Да, мазиш, да, сам да, си правиш да. сирење. Да. Овие помладите гледам дека многу прават за да ви го подобрат животот. Па добро е, добро. Не е лошо, добро е. Супер е. Еве денеска дојдовме да го видиме преминот. Според тебе добар ли е преминот? Добар е, добар. Супер. Сега веќе нема вртење преку рожен однос. Нема се мислиме тука дали да минеме реката или не. Сега би требало да поминеме. Нема. А кажи ми, освен преминот, што е тоа што планира местната заедница овде да партиципира и ти со што се сложуваш со нив? Па со се сложувам, само Слушам- малце треба. Слушам, пат ќе се прави. Да, и патот не е лошо. Патот треба прво патот и струјата. Меѓутоа тие го способија, патот го тампонираат, на места направија канавки, има овод и може да се оде. Треба, може още со джипови, може и коли идат, ама тешко. Скапе патот, 1.300.000 евра. Скапе, има пари, бе. Ќе се најдете пари. Значи се најдат пари, има пари. Како? Пари пуштат. Само како ги користат, како е тоа. Верувате ли во местната заедница, они што ја водат местната? Верувам, верувам. Тие се добри, честни, Да. честни Да. луѓе. Слушам и лесата ќе се прави. Да, и Клинската леса не леса. да, што беше таа старата леса, слушам. Да. Што мислите вие за тој објект? Па Не е многу лошо, скапо Нека има, и- бе, нека има. Тоа не е многу скапо тоа. Тоа може да се направи да се преминува натки. Тоа не е лошо. И што останува уште струја да се донесе? Струјата, патот. Ако сега нема струја, со што Имаме зија заменува струјата? Имам струја, имам панели. А со панели? Имам струја, ја инч кај седам тука без. Ти си принуден да немаш панели. Да. Ама ги вадиш штом ќе дојде струјата. Нели? Ако дојде струја, обавезно. Би партиципирал и како жител на оваа населба Да. на Евана или на регулаторна комисија? Да, За да дојде струјата. да, нека дојде. Ја и поднесиме барем, таму се потпишаме да дојде струјата. Како се викаше? Љупчо. Липчо, во месец
На јуни дојдов овде, езерото беше Беше до Каимне само. толку. До Каимне дојде. Многу повисоко ниво. Сега е паднато за колку метра? Сега, што, у висина може 5 метра. Што правиш кога паѓа езерото? Ами што правиме? Исто. Ризик е, поарно да е пъно поарно е. По-добро. По-интересно е, вака нема изглед, за нигде, Тоа сакав да ме за спрашам. никаде. Ловиш ли риба? Ловиме понекогаш, ама много, Што риба има? много страшно е. Што риба има? Речна, езерска, краб. И на крајот последното прашање Блашница. Дотекува ли ова река? Това е много луда. Кога Това е дотекува луда река, најмногу? Кои месеци? Па пролета. Пролет. Пролета е опасно. Тогаш подалеку од неа. Тогаш е страшно. Ја имам леса направено тука, си минам со нея. Така? И таа вчера му рекол да тури ти корпи, не тури. Че става? Че става? Мора да стават. Мора става. Ама еве воа сега, кога ќе дотече, па не можем ја да поминам. А аз па таму минам. Добро. Задоволен ли си од председателот на Советот, односно од местната заедница, односно од градоначалникот? Да. Задоволен. Вие градоначалник Домоалов нема. Ги реализираат? Вие години Нема лажење. нема лажење. А Ами, од Лјупчето од... Ја кај сите беше градоначалници, едино мито го, сега вие 2-3 години ме моташе, ама добро се направи. Ама, ги собирал парите за да ги вложи овде. Добро, со ова месец заедница мислам дека Супер е Лупчето. Многу- Ја Лупчето да има още некој, ќе биде, ама нема. Нема. добро што ги има. Да. Златевски, добар ден. Добар ден. Го гледаме Лјупчо со неговата приватна леса. Да. Он е екземплар или многу интересен пример, сам си прави леса. Па тоа е луѓе што мора да се снајдат у природа, кога нема други услови, они се снаоѓат и добар изум е ова за него да ги си завршува неопходните Мора да работи ја помине- и да стигне во неговата куќа каде што живеат со сопругата. Кажи ми, денско дојдовме за да го видиме, да го регистрираме преминот, направен на преминот. Да. Бевме на таа седница, на местната седница, кога жителите не веруваат дека ќе има премин на Блашница. Па знаете како е долго време кога се бара нешто и ќе изгубиш надеж и почне и довербата да се губи, меѓутоа бевме упорни и ние градоначалникот не излези во пресред, го стави овој премин како проект кој што треба да се реализира во 2022 година во буџетот, така да сега веќе е готов и тука местното население, 85 куќи се, не се малку, се задоволни од тоа што го направи Советот и Општина Кавадарци. Лјупчо ни кажа нешто, како председател на Советот на местната заедница, дека што е направено. Што мислиш по приоритет, како би ги поделили вашите барања за да се возможат поубави услови за живот овде? Јас моите барања ги ставам како приоритет. Се знае како е приоритетот, меѓутоа голем дел од нашиот ентузијазам Добро. го преточуваме со наше залагање, наши финансиски средства и со помош на Советот и на градоначалникот, а Општина Кавадарци ќе се реализираат тие проекти. Ние не можеме само да седиме и да чекаме општините да некој не го прави ова, владата нека ни направи она, а ние не сакаме со малиот прст да мртне. Да. Јас имам друга стратегија и ги активирам овие жители што се туку, ова местна заедница,
овие граѓани на општина Кавадарци кои што гравитираат тука, дали преку викенд, дали некои постојано живеат тука, да и они дадат придонес собствен во реализирањето на некои проекти. Мораме така да функционираме. Не може да чекаме само едно да ни направи некој друг, а ние само да идеме тука на готово. И јас сум против тоа. Мора ни да се заложиме, ни да дајме свој придонос, тогаш нарете општината да помогне, нарете владата да помогне кога се работи за патот што бараме, имаме проект направено да се асфалтира патот од Бојанчиште до овде до населба Блашница. Примерот е направен, патот е скап, 1.300.000 евра, така ли? Така е. Ке се најдат ли пари? Тоа е она што јас го зборувам. Каде може општината да помогне, ќе помогне. Каде треба владата да помогне, ќе помогне. Ние сами, тука, местното население, со собствени средства го плативме проектот за да биде готов на почетокот на 2022 година и да се аплицира по сите фондови. Тука веќе не се мешаме, општината е таа што треба да го аплицира и се успеа да се добие, баш пред некој ден, се доби решение каде што 50% од средствата, решение за 6 милиона се одобрени средства, од кои што 3 милиона се од владата, а 3 милиона се од општината. Заедничка Ви имате статус 100.000 евра сега да почнете. Да, и така ќе се почне од Бојанчиште надоле. Остануваат некаде уште околу вредност од околу 1.200.000 евра кои што треба да се обезведат. За тоа ни треба да бидеме упорни, да ги искористиме сите наши интелекти, пријатели кои што може да направат некој добар проект за да се искористат фондовите, ИПА фондовите кои што ги дава Европа, за да не бидеме на терет ниту пак само на буџетот на Република Македонија. Кажи ми, преминот е направен, го ревитализиравте споменикот на Димката Гебарот. Да. Таму близко е лесата. Да. За лесата нешто имате направено? За лесата имаме речиси готов проект. Јас имам некои слики, ќе ви ги дадам, да ги видите како треба да изгледа таа леса. Тоа е леса каде која што се користела за премин на реката Црна пред правењето на Тиквешто езеро, каде што местното население од Клиново поминувало преку таа леса за да дојде во градот Кавадарци и да си ги извршува потребите здравствени, образовни и по правењето на браната на реката Црна и формирањето на Тиквешто езеро, таа леса со текот на времето се уништила, не постои. И таа леса има и друго значење, затоа што таму, покрај таа леса, е убиен и Димката Ангел од Габерот. Споменикот е тука изграден близко до Клинската леса. Ние имаме иницијатива, пак си плачеме ние сами проект за како би требало да изгледа таа леса и сакаме да направиме на современ начин кој што ќе биде како туристичка атракција за сите што ќе идат тука да се фотографираат, да си прават снимки над езерото, фактички таа ќе биде некаде околу 150-160 метри, направено по сите стандарди, за да може да се користи физички, мислам, пешаците да поминуваат и да се фотографираат. Овие 90 отприлика семејства барат струја. Сите имаат панели, гледаме сега на нивните покриви, меѓутоа треба струја. Има ли решение за струјата? Име и за струјата решение. Треба да сме упорни. И пак ние тука, местното население што гравитира тука, јас ќе кажам дека немам ништо тука, ама сакам сите рурални подачи сега наред дојди ова местна заедница, ова населено место Блашница, имам план и проекти за и селата во Бошавијата и селата во Црноречието, каде што треба да се направат услови за населението
да гравитира таму, младите да одат, да дишат чист воздух, да чуват живот средина Да туризмот. и да заживее туризмот. Затоа тука ние имаме повеќе атракции, цркви, манастири, планираме да се организират некои надпревари, како што се организират на почетокот на Тиквишто езеро, намука и браната за риболов, спортски риболов. Имаше надпревари републички, балкански првенства. Така да го направиме и ова тука место каде што ќе се одржуваат тие надпревари, каде што ќе се одржува кајак на мирни води. Имаме кајчатино, она стената што е изворедна за спортски туризам, Таму имате и пештери. качување по Карпи на 2-3 км од ова место каде што сме сега има неколку пештери кои што се многу малку истражени. Планарско друштво Орле има влезено таму, имат некои снимки направено, зашто и тоа да не биде каква атракција. Сега, за сето да биде комплетно, уште минатата година поднесовме барање до регулаторна комисија за да се донесе струја за овие околу 85-90 куќи се веќе сега. Беше лично председателот на регулаторна комисија господинот Марко Бислимовски со еден тим од негова страна, од регулаторна комисија и од Евана, и се донеси одлука од регулаторна комисија и му се наложи на Евана да изготват проект со кој што ќе се донесе струја до овие куќи, за да не користат панели. Од тие панелите знаеме како е зимно време, нема струја, летно време само преку дена. Од каде би зеле струја? Сега има неколку варијанти. Дали тоа ќе биде од кај Полошкиот манастир, дали од село Куманичево, дали од Бојанчиште, се оде на најефтината варијанта. Наше барање беше цената на приклучокот да биде што е можно помала за граѓаните на ова населба, да не се двоумат дали да стават панели или да стават струја, да биде прифатлива тие износ за надомест кој што треба да се плате, и се тоа е во раците на Евана кој проект ќе го одобри. Мислам, кој проект ќе го предложи до регулаторна комисија, а регулаторна комисија да му одобре поставување на електричност. Завршувам со моите прашања. Имате ли поддршка од овие жители овде? Поддршка имаме голема, па тие беа тие жители кои што дадоа сопствени средства за правењето на проектот за патот. Они сакат ова да биде тука како направено како туристичко место, посакуваат нивните викендици, нивните куќи, да ги прилагодат за воиднина, да ги издаваат на туристи кои што се заинтересирани и за пештерски туризам, и за езерски туризам, и за цркви, манастири, посетувања. Така да има доста желба кај нив да ова место заживее. Како ова место тие сакаат, осеќам таа потреба и од страна на другите местни заедници што живеат во руралните подрачја. Општината ќе биде комплетна ако се развива комплетна. Ние сме втора по територија општина во Република Македонија. Имаме голема општина, имаме доста културно-историски споменици, има доста што да им покажеме на туристи. И јас посакувам наредните 2-3 години кога би можело да се заврши тие проект комплетно, да било кој да дојде. А поминуваат околу 1.800.000 автомобили од Табановце, граничниот премин, до граничниот премин Богородица на кај Грција. Годишно поминуваат 1.800.000 автомобили. Дел од тие автомобили тука да престојуваат во нашата општина. Да, и жителите, не само на ова населба, туку и на Сите, и во Кавадарци, во градското подрачје, каде што има доста мини винари, да поминат еден добар ден за одмор и да посетат некои убави споменици, културни, историски, кои што ќе ги наведат наредната година кога ќе поминуват, пак да дојдат во нашиот град и пак да остават тука пари, да потрошат некој денар повеќе. Тоа ќе го подигне стандардот на населението во Кавадаци. Ние сме во Кавадаци работлив народ. Ние сме одгледувале нашите предци, предходно одгледувале памук,
Афион, сега Лозов насад, зошто па да не го развиеме туризмот и од туризмот да земат плюс средства со кои што стандард ќе сподигне. Ако се подигне стандард, нема да им биде терет на нашите граѓани да платат и за вода, и за струја, и за телефон, и пак да се живеат комотно. Тука да се растеретат душевно, да не бидат оптеретени со низок стандард. Ја посекувам наредните генерации да живеат со многу повисок стандард. И никако генерација, што сме сега, како совет, како градоначалник, мора да им оставиме нешто на наредните генерации, да им го дадиме правецот по кој што треба да се движат. Правец со кој што и они ќе допринесат, како што тука сега местото заселение придонесува со собствен труд, така и ќе го чуват тоа што го направили. Спомнавте преминот, ради тоа сме тука, преминот на баш. Вие ќе видите дека и они учествувале и дека они сами ќе го чуват. И ако има нанос на камења или дрвја на преминот, тие сами ќе го одржуват. Ни треба да ги натераме. Они да вложат труд при изградбата, при правењето на некое добро, што е од општ интерес за сите, и кога ќе учествуваат самите и така ќе влијаат и на одржувањето на тоа материјално добро што се направило. Благодарам. Како што беше на времето младинските работни акции, самите тие нашите родители оделе, учествувале, правеле пруги и го ценеа тоа што е направено. Иако тоа не беше нивно, тоа беше цело социјалистичко уредување, тогаш сето беше на државна собственост, ама сепак го чуваа за тоа што дадоа нешто учество. Дајте и ние во нашиот град да дадиме учество, да не чекаме и да не викаме само градоначалник треба ова да го направи, градоначалник она треба да го направи, ова влада не чине, она влада не чине. Па не може така. Дајте првен лично да се вложиме, да имаме идеи, да дадиме собствен труд, па ако треба и од джепот ќе извадиме, како овие луѓе тука што дадоа по 2, 3, 5 илјади денари за правењето на проектот. Точно е дека ни помогнаа и некои фирми, правни субјекти у плаќањето на тие проекти, ама не сега веќе го имаме проект. И утре кога би се направил тие пат, кога би се аплицирал и кога би бил готов асфалт, тие сами ќе бидат тие што кога ќе има некој одрон на камен, ќе застанат со колите и ќе го фрлат тие камен, ќе се осеќат дека вложиле нешто лично во нив. Сакате да кажете, свеста полека се менува? Свеста мора да сменим и мора на наредните генерации да му кажеме дека не првен да ги гледаме личните интереси, туку општите заеднички интереси, а ние личните интереси да ги најдеме таму, во тој дел. Делот на рудовниот развој на општина Кавааци, како што и ветивме прошлата година, оваа година општина Кавааци има сериозни 35 милиона денара насочено за села, населби и за вакви неразвиени подрачја, да ги речеме, кога што не ги биле стварно развиени и функционирале како села. Конкретно за денешниот настан, значи за Клиново, таму барање на мештаните, на жителите на оние кои што котираат, има многу голем проблем во делот на сливното подрачје пред Клиново на 4 км,
Значи, буквално преминут му беше овозможен, затоа што кога има дождовни води, поројници и истек на самата вода, буквално не може да поминат ниту со джипови, ниту со ништо. Се најде едно инженерско техничко решение, кое што е доста креативно, како што го видовте. Еве, успеавме оваа година да го вметнеме во буџет околу 2,5 милиона денари, да го направиме и со тоа мислам дека ќе му биде решено трајно решението во делот на прибирањето на самите води од долницата и од самиот доток на дождовни води и да пречиме да се движат луѓето и до Клиново и назад. И тоа не е се. Тоа не е се затоа што ние аплициравме преку агенцијата, односно дирекцијата за развој на рурални средини, веќе имаме одобрен проект. Значи од Бојанчиште до Блашница. Така е, Баш до сега кај што е овој пропуст направен некаде на околу 10 километри пат кој што општина Кавадарци 2-3 години го подобрува, го одржава, го санираме. Оваа година 6 милиона денари се одобрени средства, 3 милиона денари од општина Кавадарци и 3 милиона денари од Бирото за развој, со тоа што 6 милиона денари ќе бидат наменети за асфалтирање. Значи, почнуваме етапно да го асфалтираме. 6 милиона денари, по мене сигурно би требало да се заврши околу 1 километар, отприлика, може би нешто повише, пошто патот таму не е толку широк, и да се направат канавки, па понатаки да пак одвоиме средства и пак и да стигнеме до самата сливница на Блашница. И тука знаете дека имаме многу простор за развивање и на туризмот, за развивање и на животот и на сите други елементи кои што ги има убавините на Блашница. Ова година, значи, 2,5 милиона денари и 6, негде околу 8,5 милиона денари. И овде се одивуваме во кањонот на Блашница сме. Дојдовме со намера да снимивме и видовте како клиновчани сложно градат и сложно се обидуваат да го вратат минатото, нова модерна верзија. Како не сакаат да се откажат од своите вековни огништа и како сакаат овој крај да го направат да биде развиен. Многу поразвиен од кога нивните татковци и дедовци живееле овде. И имаат успех. Направен е преминот, ревитализиран е споменикот на Димката Ангело Габрот, ќе се прави наскоро лесата, ќе се донесе струја и во плане исто така да се направат други поволности, а најголемата поволност е изградбата на патот, засега со најголема вредност од 1.300.000 евра. А ако се продолжи со овој ентузијазам, со ова користење на интелектуалниот потенцијал, како што рече нашиот соговорник Златевски, можно е и тоа да се оствари. Етапа по етапа, чекор по чекор, за неколку години, овој крај од некош еден од најзапуштените во општина Кавадарци може да стане доста развиен, атрактивен и користен за жителите од овој крај, меѓутоа и за туристите оние што ќе дојдат овде. Ако не следевте вечерва, имаше една убава поента од текот на емисијата. Ако ја сватевте, добро е. Останете со добра мисла и се неубаво.